прстот, тешко допирлив за противниците. Тоа е еден од оние, би рекол, недопирливите борачи. И сега дали ќе има туш, па ова е безизлезна ситуација. Легунува грчкиот судија и нема што да прави. Дава знак дека е тоа туш. Победа за Ибрагимов. Нови 4 поени. Нови 4 поени. Победа со туш. Вас Партизан ве запишува на електротехнички факултет. Тамо каде седите? Тамо живеев кај деканот на Шумарскиот факултет во Белград, Орес Крстич, кој му беше професор на татко ми кога студираше во Белград шумарство. И на разделба му вика: Михајло, сакам со тебе некако да бидам поблизок, дали прифаќаш, еве не си оженет, да ти бидам кум. И татко ми вика: со задоволство. Тој Орес Крстич денеска во библиотеки може, има и книга него, он пишуваше за кораб, како е планината, кој состав. Он беше против Мавровското езеро да се гради таму, зашто рече може да се појават пукотини, да се губи водата, и тоа 50-тите години, таму крајот 60-тите се случи кога направи езеро. Меѓутоа, тој во Белград после земјотресот одам, бидејќи ме праша кај живеев, кај него не ме оставаше да одам. Овие вика: Зоки, имаме ние Партизан, оние зградите покрај стадионот на Јана, едни високи, тие беа офицерски згради, и тука имаше неколку апартмани со кои што располагаше спортското друштво. И штом дојде некој од натрешноста, не беше проблем да го сместат. Таму викам: не, имам ја каде, овој не ме пушташе да одам таму. Вика: како? Вика: ја кум сум ти, куме, аха. Он 2 сина имаше, Ѓурица и Углеша, и тие се поженија, замина од дома и он остана со тетка Зора, така се викаше, со кума Зора, жена му, и вика: тука, кај нас, вика: супер, да не бидеме самите. И од кај него отидов на трка со Партизан во Загреб, тоа мислам го кажав. Ама трчав за работнички, немав срце за Партизан. И кога се вратив, кога му кажав дека во Скопје малку ситуацијата се подобрува, факултетите ќе почнат да работат, јас се враќам назад и доаѓам овде, одам неколку дена на електротехнички, тогаш беше смесен во архитектонскиот факултет сега на партизански одреди тука во мое мало. И викам: абе, ја не сум, ме влече мене новинарството. Меѓувреме се сретнав со Ристо Стиков, кажав, неговите живеа во иста куќа со нас, баба му и дедо му често доаѓаш, и еден ден го прашам: Вицебе, се живее ли од новинарство? Како не, па ја, вика, сум новинар и живеам, вика. Тоа и мене ми се заврте во глава тоа. А уште во атлетските денови, оние првите, јас редовно се јавував во трките за Нова Македонија. Кој ќе одев на трка: Зоки, молим те, Мицковиќ, Никола Ковачевски, уредник, легендарен на спортска редакција, јави се, им се јавував и така некако влезе чивијата за новинарството. После кога дојдов овде, таско уредник во Млад борец на спортска, за мене репортажа како атлетичар. Ова и му кажа: добро, како атлетичар, како новинар може ли тамо, дека имав една награда у гимназију Цветан Димов добиено од Млад борец, имаше за млади таленти, нешто напишав. И добив таа награда, викам: значи може да бидам ја новинар. И така почнав, и Ице вика: слушај, ја ќе зборам со Бранко мајка, Бранко Давидовски, така го викавме, ќе му кажам дека си заинтересирана, па 2-3 години пред Нова година ја меѓу најдобри спортисти, најдобри атлетичари гостував, нели, правевме новогодишни емисии, и со Бранко, и знаеш, и таму, и за нив сум се јавувал, и му вика: нека доаѓе, и отидов, и таму почнав. Таму почнав, имаше скопска... Која година ова?
Ова е 64-та, кога се вратив. Чекај, вие се враќате од Белград? Од Така? Белград 63-та се 63-та враќам. се враќате. Се враќам од После Белград, земјотресот се после враќате земјотресот. и се запишувате од Електро, се отпишувате? се отпишувам од Електро, се запишувам на книжевност, Ај. благодарејќи на И колку Диме разлика. Павловски, новинар, покоен е, за жал беше новинар во Млад Борец и тој. Аха. Вика, бе, ја го завршив тој факултет, што не се запишеш и ти гледам уште атлетиката, уште ова, вика, дај да си завршиш по-лесно, ова треба стално предавање и ова. И се запишав и ја завршив во една класа од изворни професори, да ги споменам. Харалампија Поленаковиќ, Божо Видоевски, Гане Тодоровски, Па, Димитар сигурно, Блаже Митрев, Конески сигурно, така? Блаже Конески, Левков, Спасов, кој бе 7-8 ги набројав, Па, Миркуловски, доволно е ова педагогија, што набројав. Бистрица Крањец, атлетичарка позната после Втората Аха. светска војна, рекордерка во сите дисциплини, потекло од Словенија, баба на Миркуловски, ракометарот. Кај Миркуловски јас полагав педагогија во Ѓорги Димитров, час држев. Они ме гледаат, некој знае, бе, вика, ово е тркачот, ово е новинар, сега доаѓам. Ја мора. И тоа го заврши брзо, после факултетот, благодарејќи на две колешки, мора да кажам. Олга Манева, може и ти си чул, таа цел живот беше новинарка во Радио Скопје. Слушно. И тамо ја дочека и пензијата, и Ирена Коцевска, таа пак продолжи после пак во друга област некоја, не е новинарството. Тие две беа редовни, а јас работев, после ќе кажам како одеше професионалната кариера во новинарство, да го довршам Добре. ова. И овие двете стално на предавање, ова викам, тетратките да ми ги даете пред полагање да завртам тоа, кој ќе ги читат книги толкави, да видам што е најглавното, ја ќе земам, полагам испит, некој од нив ќе падне. Леле, мене не знам. Од нивните тетратки учам. А со Гане Тодоровски, тоа е најубаво. Од кај почел и Јоле. Аха. Са Бајле, околу 7:30-8, стануваме, можем на чорбо, ајде вика на факултет да полагаш, денеска ќе полагаат овие другите, дојди и ти. И отидов, полагав кај него така. Па со Димитар Митрев, со Блаже Конески, сериозен на очарите, така и ја викам, дајте тратките тука, нешто да не ме праша, кој ќе гледа на друга страна да зирнам, ако може и така. И тоа беше убаво време, некако за 3 години тоа го ликвидирав, 69-та го завршив. Значи сега сте книжевник, ви устари дипломиран. Јас сум професор по историја на книжевностите на југословенските народи. Така пишува дипломата што ја имам, дека тогаш бевме Југославија и книжевно јас полагав српска, хрватска, словеначка книжевност, реков кај Бистрица, Крањец, така да во дипломата тоа стои, инаку се води под филозофски факултет на Универзитетот во Скопје. Нема оценки некои високи, зашто све на брзина гледав, не навлегував по-студиозно. А работевте и паралелно студиравте? Сега завршив факултетот и се враќаме сега со новинарството. Одам во Радио Скопје и правам по неколку минути спорт. Навечер во 6 часот, значи 18, имаше една емисија, 15 минути траеше, Рада Галева и Томе Серафимовски уредници и Ристо Стиков тамо. И ја одам спортот да го правам. И тоа одеше навечер по минута 2 спорт, а главно ми беше сабота, денес и утре на спортските терени во 8 саат со Вајле. Од Општинска лига, подсојуз, сите ке ги наредив и се слушаше тоа, за да чуе тоа, чекај, кај да одиме денес. Ој ке каже на радио, сигурно. И тамо, меѓутоа,
не беше долго, таму имав едно, 2 или 3 договори на по 3 месеци, договор на дело, ама одат тие во пензиски стаж одеа. И ме вика еден ден Никола Ковачевски од Нова Македонија, уредникот, а ме знаеше што се јавував за нив и атлетичар. И кај него одам, ме вика, Мицковиќ отиде во војска, немаме луѓе, има многу настани, дали би дошол во Нова Македонија? Викам, да помислам, ама би дошол бидејќи желбам и одамна, зашто ја тука почнав практично со тие извештаи што ги испраќав. И така се случи, отидов во Нова Македонија, во спортска редакција, од 65-та веќе, значи 63-та, крај 64-та, овие договори на 3 месеци, 65-та редовно вработување, ама бидејќи факултетот исто време, и викам, Никола, во саботи и недели ќе работам, викам, во спортска, може ли да се префрлам во скопска редакција, дека тамо 10 души беа, Ристо Дамјановски уредник. Викам, тамо полесно ќе ме, да можам и факултет, и атлетика, уште нешто трчкав, праев. И вика, како, не се договори, ја тамо правев репортер на улица, на слика кој барав овие, жена вика, бе, овако, те се една женска разговара. Ја пишувам, и викам, репортер на улица, нели правев, имаше рубрика во Нова Македонија, ја правев таа. За одредена тема, за градот, за она. И тамо, така да бе слободен за на факултет, да тркнам на атлетика, да одам, и тие работи. И така одеше се тоа додека... Колку останавте во Нова Македонија? Додека дипломирав, значи 69-та, се префрлив после комплетно во спортска и во 70-та година станувам уредник на спортска. Во Нова Македонија? Во Нова Македонија, бидејќи Никола Ковачевски помина и во години беше во она елитна група на коментатори, така ги викаме, он отиде коментатор да биде разтоварен, а он инаку беше задолжен за Вардар. Неговите извештаи кој Алва ги читаа во понеделниците, беше соживеан со Вардар и само Вардар, и евентуално некој надпревар Југославија репрезентација, па и заедно сме биле на тие надпревари. И овие викаат, сакаш и, па добро, викам, ајде, кој не ке сега, млад уредник да стане. И станав уредник. И се нагрбив тогаш со многу одговорности. И тогаш иновација една направив на спортската страница. Во понеделници излегуваше додаток од 6 страни спорт. Тука објавувавме за Вардар извештај од сите прволигашки средби, извештај од македонските второлигаши кај што играат. За сите. Ракомет, кошарка, бокс, борење, се. Од 4 почнавме па на 6 страни. Понеделничка. И првата страна некако стереотипно ми беше и еден ден викам, мајбе нешто да смениме. Петар Глигоров, Перо Глигоров, првиот човек во Македонија што создаде анимиран филм. Уметник пар екселанс. Викам, Перо, он беше дојден ко не графички, неколку дизајнер, за да викам нешто да направиме со првата страница. Сакаш, сакам. Недела доаѓам, седнуеме, Мераклија беше, викам, само пази да дојдеш кој што треба. И вика, важи, доаѓам и направивме една феноменална страна. Другиот ден на состанок, кој ми удари една критика, овие постарите уредници, вика, што е бе ова, вика, па економик сега, па како се прави, викам, на периоди, денес еден наслов, другата недела друг, треба да одеднаш да направиме, прифаќате или не. Мумла, прво одбрана тргна Веролјуп Андоновски, уредник на културна редакција, инаку чичко на жена ми. И нормално ќе те брани.
И овие сватија и после тоа вика, море терај ти со таа страна, па таа, па други нешто изменивме, рубрики и тие. И тоа беше тоа во Нова Македонија. И тамам се разработив, што се вика, во 62 година Олимпијада во Минхен. Јас сега како уредник нормално неќе да се џапам, викам ајде Никола да оди и Мицковиќ кој беше постари на негово место практично ја дојдов кога отиде во војска Нова Македонија, нека одат во Минхен. 62-ра? 72-ра. Тоа е Минхен. Минхен, тоа е она она кој се крвавата случува крвавата олимпијада. Да. И отидов таму. Ама отидов преку секција на спортски новинари, а секција спортски новинари преседател Таско, и Таско вика, одлучивме ние на состанок еден новинар од Нова Македонија да оди. Викам, двајца одат, ја уредник откажав, они ќе одат, ја го предлагам Воин Трајковски. Војче Трајковски, новинар цел живот, за жали тој покоен. И Војче му кажувам вака, не бе Зоки, кај бе ја за одење, немој, он тука канцеларијата, одбојка Вардар, прва лига, вамо, тамо. И викам, па друг нема, викам. Мицко иде, Никола иде, ти одбиваш, ја останувам, па и ти иди, ја на Таско ми ка слушај, нема друг, ја ќе одам, ако стоиш уште на тоа дека бе ние одлука донес. И ја отидов преку секција со овие спортски работници од Совка што одеа и така. И со Живко Дуковски боксерот, со него па и баџанаци бевме. Спиевме заедно таму. И со него на ова, овие ја успеав да земам некако од оние акредитации како новинар, да можам да влегувам сегде. И тоа беше Олимпијада која ќе се памети по крвавиот настан. Така е. Едно утро одам јас на кај прес-центарот, одека е, например, Олимпиското село, од Каршија насипот уште постои во Минхен, директно удира на Олимпискиот стадион, од другата страна новинарското село, новинарите сместени, и ја од тука тргам по насипот за стадионот, пресот беше од оваа страна и проаѓам покрај оградата од Олимпиското, кај што беа спортистите. Ја ден пред тоа бев таму да се видам со Дане Корица, па со Дарлев, со Ристо Таков. Ристо Таков тогаш беше тренер на Сенегал, дојден таму со репрезентација. И викам, дај да Бојан Рангелов ја водеше нашава екипа. Ги водеше Дарлев и Сефер Салиовски. И се видов со нив, проаѓам, гледам нешто, сумњав, народ се собира тука, но и влегувам во пресот. И викам, што е работа? Вика, не се чул? Не, па вика, имаше напад, вика, горе во Олимпиското село. Видов нешто. И вика, ете го Марк Шпиц, пресконференција држи. И јас со трчање у пресалата го гледам Шпиц, седнат покрај него една подпредседателка, беше на Олимписки светски комитет, а беше председател на Олимписки на Канада, прес држат Марк Шпирц, бидејќи имаше и еврејско некоја жица потекло, американциве добија од вамо налог, веднаш авион праќаме воен, во авионот да се врати за Америка. И тогаш видовме те сериозно, викам, што е ова, брзо трчај Зоран до оградата да видим. И викаат, бе, досега има 9 убиени. Како бе 9? Да. Израелски. Израелците над спратот кај што беа нашиве дента предходно кај што бев ја. Да. И чекавме цел ден расплет, па дојде хеликоптер, Геншер беше председател на Олимпискиот комитет тој таму, и после стана министер за внатрешни работи на Германија, тој пушти хеликоптер, веќе се стемни, цел ден чекаме Таа ви народ. беше прва Олимпијада или? Таа ми беше прва Олимпијада. Предходната беше во Мексико, 68, тогаш уште бев далеку од новинарството, мислам. Бев, ама не бев уште содран Да.
И језива е таа олимпијада, 72-а Минхен, дури и филм 11 имаат души снимено. загинаа од овие и ја напишав една книга во која што имам сеќавања за спортот, за истакнати спортски истории, излезе во 2019 година преку Арсламина и таму дури имам таа плочата кај што се слика од плочата, напишани имињата на сите што беа убиени израелски спортисти во тој напад, а тоа беше терористичка група Црни септември. Тие беа организирани и условуваа, вика, ќе ги убиеме сите ако не ги пуштите нашите луѓе што се под затворите во Германија. И стана така една беше. непријата, па дојде авион, ги однесе преку Загреб за Триполи и тоа беше услов да им се загуби трагата, да не знаат кои биле тие што беа фатени како терористи овде. Језиво, секој случај језиво. А колку беше тешко кога отидов на Олимпискиот стадион другиот ден, наредени 11 ковчези и со сите почести собрани на трибините спортисти да ги испратат по смртните останки за Израел. Тоа беше и ја нареков ово и така беше крвава олимпијада. Моја прва крвава олимпијада и така. И после ги заредив олимпијадите, 15 стана. 15 олимпијади. 15. Ајде, дај, вака помладиве новинари, викам, дај глобус земи да видиш каде, што, како. Еве, ја без глобус сега, значи Минхен, после Минхен, Монтреал го паметиме по АЦ, русевски трет беше, Пуштор Георгиевски, Бог да го прости, покоен втор со репрезентацијата во кошарка, па следна олимпијада во Москва заедно со покојниот Иван Мировски, па следната олимпијада ја испуштив, бидејќи не бев во новинарството, тоа беше 84 година, ја бев во Вардар, 81 во декември станав генерален секретар на Вардар до таму крајот. Вардар друштво или фудбалски клуб? Фудбалскиот клуб. Дарко Панчев првиот договор со мене го има подпишано таму за во Вардар. И тогаш 81-4, па практично тогаш се создава таа генерација за 87. Тоа сакам да ти го кажем. Се олимпијадиве да ги завршам. Ајде. Таа беше во ја скокнав. 84-та 84-та не останав без олимпијада, бев на зимската во Сараево. Ако бев во Вардар, отидов преку Нова Македонија за екран, Јован Павловски таму уредник, вика, ај за нас репортажички ќе правиш. Таму и се вратив и после 88 бев сам на олимпијада во Сеул. Можеш да замислиш на олимпијада по цел ден во студио коментирање на надпреварите. Сам тогаш има и наши во Сеул имаше Стојна Вангеловска со кошаркарска репрезентација. Втора со кошаркарска репрезентација, а Шабан Трстена повтор пат олимписки, овој пат сребрен медал во борење. На златниот бевте? 84-та не бев, бидејќи бев во Вардар, не можев да одам. 84-та е златниот, 88-та. Бев затоа, реков, на зимската олимпијада. После бев, после 88 Сеул, дојде 92 во Барселона, не отидов, со Костовски отидовме зимската во Албервил да ја коментираме. И тогаш дојде до измена на програмата на Олимпискиот комитет. Одлучија да ги разделат летните и зимските олимпијади на 2 години. Да има зимска, па летна. И така начекав многу олимпијади. На 2 години олимпијада имаме. Па веќе следната година во Лилехамер отидов. Следната година во Атланта. Следната година во Нагано на зимска олимпијада. Следната во Сиднеј. Моги Ибрагимов прв бронзен медал за Македонија од олимпијади.
на Шекири, вие го коментирате. Ви се посреќуваат ли тоа на новинар е најголема жела тоа да се посреќи еден таков настан, тој Саутемптон сите го споменува. И тој коментар. Тоа е убава работа, меѓутоа. Шакири гол! Гол! Води репрезентацијата на Македонија! Како фрезантен удар! Ова беше вистинска уметност! Шакири во 11-та минута, суден туш на стадионот Сент Мерис, води репрезентацијата на Македонија. Ериксон, не знам што мисли сега. Навистина ова беше прекрасен момент за нас, македонците овде. Погледнете каков гол на Шакири! И сега Шакири може и да шутира. Се обиде. Сега нова шанса за нашата репрезентација и гол! 2-1! Стрелец Вачо Трајанов, 2-1! 24-та минута. Каков надпреваран на Сент Мерис. Зарем некој го очекуваше ова? Водиме со 2-1. По воството од 1-0 изравнување 1-1, еве сега 2-1.